сите љубители на уметноста, на класичната музика, сите оние кои што сакаат да бидат присутни на убав концерт и на една ретка можност, во продолжение ќе разговараме за концертот концертен контрабас во организација секако на Камерниот оркестар Скопски солисти, кој што утре вечер ќе се случи во Македонската филхармонија, а на кој што секако ќе настапи солистот Драган Трајковски на контрабас, кој што работи во Австрија и по подолг временски период, а можеби и прв пат настапува пред македонската публика. Верувам дека ќе биде ова убава можност за сите љубители на класичната музика, на контрабасот и на сето она што ќе се понуди утре вечер на сцената на Македонската филхармонија. Ќе биде убава вест да се упатите токму кон филхармонијата и ги набавите своите билети и уживате во овој концертен контрабас. За овој концерт ова утро разговараме со господинот Васил Атанасов. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас и што сте секогаш подготвен да на македонската публика и понудите убави концерти каде што ќе може да доживеат вистински моменти на уживање и кои што потоа ќе ги споделуваат и прераскажуваат. Овој пат нудите единствена и убава можност за сите оние кои што ќе сакаат да го чујат солистот Драган Трајковски, кој што од Австрија пристигнува под диригентската палка на маестралната Бисера Чадловска на сцената на Македонската филхармонија заедно секако со Камерниот оркестар Скопски солисти. Благодарам на поканата на вашата телевизија и лично на вас. Вие пратите секогаш уметнички настани. За нас е задоволство да соработуваме со овој извореден уметник, релативно млад, кој се школува во Германија и така како што рековте после долги години, ова е прв званичен настап и поготово со оркестар. Кога се договаравме минатата година, тој беше воодушевен, просто така многу радостен. И за нас сите е задоволство и за среќа, како секогаш во програмата кога ставаме интересни дела и македонски автори, овој пат ќе свириме премиера од неговиот татко, Љупчо Трајковски Фис. Значи, тој е син на мојот колега. Ете, веќе ми е појасно, да, кој е солистот кој што ќе настапи. Љупчо напише еден концерт за контрабас и тој е бивши басиста, така да нели крвта не е вода и ние премиерно ќе ги изведеме овој концерт за контрабас и камерен оркестар, инспирација. Ќе ни биде задоволство, поготово што ете после долги години официјално Драган ќе настапи со оркестар. Тој е воодушевен и веќе подготовките се во тек. Маестра Бисера Чадловска го води овој концерт. Ќе биде во Македонската филхармонија во малата сала, во камерната, бидејќи нели и ние сме камерен состав, таа прекрасно звучи. Филхармонија стана веќе центар на сите културни збеднувања и за нас е голема радост. Така да концертот мора да кажем дека е подржан од Министерството за култура во годишната програма, а секој тука од голема помош е Македонската филхармонија, Динерс клуб, вашата телевизија и уште неколку медиуми кои сестрано секогаш не помагаат, бидејќи ние сме здружение на граѓани. Како што знаете, за жал годинова малку имаше проблематични резултати со програмата за 2019, но ние сме уметници, одиме и понатаму, без разлика на одобрените средства. Нашиот мотив е секогаш да имаме добри концерти, публиката да ужива, поготово јас и моите колеги од Камерен оркестар Скопски солисти секогаш се залагаме за нашите врвни уметници. Тие се, генерацијата на Драган, да кажеме, релативно млад уметник кој постигнува завидни резултати, се школува во Германија, работи во големите оркестри, посетува семинари кај солистот контрабасист на Берлинска филхармонија, на Лос Анџелес и на други оркестри кои се врвни уметници и од тука и тој е еден од изворедните уметници кои живи и работи во Инсбрук симфоник оркестра, така да тој е концерт мајстор и мене ми е задоволство што во оваа прилика ќе го представиме овој наш извореден уметник. Да, ќе биде секако задоволство и на публиката која што ќе сака да ужива во овој концерт во Македонската филхармонија и ќе понудите, како што и кажавте, одбрана внимателно програма со која што ќе се представи. Програмата е многу убава, допадлива, но захтевна, значи ќе почнеме со 3 пиеси корели. Ние преферираме секој пат во програмата да имаме дела од барок до модерна музика современа, вклучително и македонски автори. Така да корели 3 пиеси, потоа има Вивалди, една виртуозна мала симфонија. Тој е перфектен композитор. Во првиот и третиот став има доста брзи делници, но вториот е пак распеан, мелодичен. Потоа следува едно
прекрасна Анданте кантабиле од Чајковски, од неговиот квартет гудачки, за во негде средината на концертот да го представиме Драган со концертот од неговиот татко, од Љупчо Трајковски ФИС, концерт импресија, кој е базиран на наши мотиви, на нови мелодии со македонски дух и теми. Знаеме дека ФИСот користи доста, нели, така македонски фолклор, и на крај ќе биде Хајдан симфонија број 45 или така наречена форевал збогување, каде што почува целиот оркестар со две хорни, две обои, за на крај постепено во последниот став да останат само концерт мајсторот и втората виолина водач. Така е концепирано интересно и веруваме дека и за публиката ќе биде интересно и атрактивно, бидејќи во еден момент нели концептот е таков. Хајдан бил гениален автор од виртуозности, менуети, мелодии, да и самиот диригент, бар досега кога сме изведувале, се зачудува зошто оркестарот напушта, а неговата идеја бил тој првичен мотив да го завршат само двајца музичари, така да верувам дека на публиката ќе се допадне целосно програмата. Сето оно што секако ќе го понудите, а внимателно секако го одбирате и работите подолг временски период на овој концерт. Рековте на самиот почеток дека солистот Драган Трајковски беше воодушевен на вашата покана да настапи пред македонската публика. Македонија изобилува со врвни уметници кои што делуваат и работат на познатите уметнички сцени низ Европа. Еден од нив секако е Драган Трајковски. Планирате да во иднина исто на ваков начин ги представите македонските уметници, да заедно со камерниот оркестар, скопски солисти правите и во иднина концерти каде што македонската публика ќе има можност да ги запознае одблизу? Секако за годинава планиравме неколку концерти. За жал резултатите не беа позитивни. Јас само ќе спомнам дека како следен концерт со наш уметник, еден врвен виртуоз на кларинет, Благојан Ламњов, кој живее во Шведска Гетеборг, добитник на прва награда во Чикаго. Проектот беше одбиен, што е апсурд, но ние дадовме приговори, верувам дека комисијата која ќе разгледа повторно ќе свати дека направила пропуст или грешка, не навлегуваме тоа. Ние секогаш размислуваме да дадеме шанса на врвни уметници, но и на млади. Во еден така пристоен период ние имавме еден циклус и подиум на млади, каде што апсолвенти или што туку дипломирани, наградени млади уметници им дававме шанса, бидејќи во последните години премногу политиката зема замав во сите сфери, а во културата, поточно во музичката уметност, таа е погубна. Во спортот и во музиката политиката нема потреба да се доближи. Тие може да доаѓаат на концерт, да не пратат, да уживаат, да се релаксираат, но да не мешат прсти, поготово да не ги скратат средствата, бидејќи младите очекуваат што ќе му оставиме. Јас како професор и педагог секогаш тежнеам така кон младите, бидејќи тие се нашата иднина. Така да ние, јас верувам дека овие наши млади се навистина почитувани надвор од границите, каде што настапуваат рамо да рамо со врвни ако работи во операта во Гетеборг и свири со повеќе оркестри Благој Ламњов, зашто во Скопје да нема свирен концерт? Ние даваме шанса. Секако нашите програми се разноврсни. Тој концерт беше наречен виртуозен кларинет, бидејќи стварно тој е еден виртуоз на кларинет и редно е да се представи пред македонската публика. Потоа следен проект ќе се оствари, ќе биде проектот кој го нарековме со наслов од класика до Евергрин, каде што солисти ќе бидат Наде Талевска и Горан Наумовски, значи еден естраден уметник и еден класичар. Ќе почнеме со типична класика, од да речем Пахелбел, канонот, преку Аве Марија, таму Шуберт, па Моцарт, мала ноќна музика, за да одиме на познатите светски евергрини кои ги пее и Наде и Горан. Диригент ќе биде Еминовиќ, мајстро Иве, кој ќе направи неколку аранжмани за таа пригода. А во соработката сега со Драган, тој изрази желба и бидејќи е многу почитуван, каде што работи во Австрија, тој во неколку наврати ми посеќа професоре, јас ќе направам се да направиме една мала турнеја во Австрија со камерниот оркестар, скопски солисти, и јас се надевам дека ќе успееме, бидејќи нели корените на македонските уметници се тука, тие работат и живеат таму. На крај јас знам и по моите деца кои се школуваа и работеа надвор, керка ме остана, синот е тука, дека секогаш
има желба да се представат и овде. Ако патуваат во Европа и светот, зашто ние да не ги представиме на македонската публика? А за среќа во последните години, да кажем, има доста публика, и на нашите филхармониски концерти, и воопшто на другите концерти кои ги правиме, и ние како совесни уметници, и тежнееме да бидат достапни за младите, и тоа е убаво што има доста млади на концертите, а за тоа секако допринос дават и средните музички училишта во Македонија, факултетот, кои прават тие конкурси над превари, да се покажат квалитетите и најдобрите да им се даде шанса да ги презентираме секако и преку нас. Она што ме интересира кон самиот крај на разговорот, има ли интерес за вакви концертни случувања, колку македонската публика е жедна за вакви настапи на македонски уметници кои што творат надвор од границите и се бараат билета плюс секогаш да се поглед. Секако дека има интерес и тие се атрактивни и самите биографии кои ќе ги објавиме, но и програмата дел од нашите колеги, значи генерацијски припаѓаат со овие колеги и веќе за Драган се јавуваат билети. Имаше малку што се вели, но има огромен интерес бидејќи дел од музичката јавност прати сега, нели, Твитер и Фејсбукот се активни, тие настапуваат надвор по Европа. Таму интересот е многу поголем бидејќи, нели, тие економски се појаки системи, но верувајте и кај нас има надеж дека публиката се враќа и покрај, нели, успони и падови финансиски, Министерството не поддржува колку може, но ние бар за нашиот оркестар кажувам дека сме ентузијасти и музиката не води кон нови проекти и убави изведби. Како што кажате, биографијата, сето она што нашите уметници го прават, навистина привлекува внимание и би сакале сите да бидат дел од концертниот контрабас, кој што утре вечер ќе се случува во Македонската филхармонија. Драган Трајковски, син, како што велите, на добро познатиот Љупчо Трајковски Фис. Еве сега можеме да видиме како ќе изгледаат делата на Љупчо Трајковски Фис, освирени од страна на неговиот маестрален син Драган, кој што заедно со камерниот оркестар Скопски солисти под диригентската палка на Бисера Чадловска утре вечер ќе настапат на малата сцена на Македонската филхармонија. Јас ви благодарам што дојдовте да го најавите овој концерт. Според вас, зошто гледачите не би требале да го пропуштат ова концертно случување утре вечер? Прво заради прекрасната програма и заради атрактивниот солист. Во тоа име уште еднаш ги поканувам среда во 20 часот да побелат во Македонска филхармонија да го проследат концертот со наслов Концертен контрабас. Ви благодарам, господине Атанасов, што секогаш сте расположен со нас да ги информирате гледачите за она што го подготвувате со многу љубов и со многу ентузијазам. Верувам дека и понатаму ќе имаме можност да ги следиме сите концерти кои што ги организира камерниот оркестар Скопски солисти и на ваша покана секако пристигнуваат во нашата земја врвни солисти кои што потекнуваат токму од овде од нашата земја, а делуваат успешно низ концертните сали во Европа. Драги гледачи, верувам дека и вие се заинтересиравте да го посетите овој концерт. Доколку е така, по завршувањето на емисијата може да се упатите кон билетарата на Македонската филхармонија. Драган Трајковски солист со својот концертен контрабас утре вечер пред македонската публика за прв пат. Секако ќе имате навистина убава можност со убава програма да уживате во овој концерт.